Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Премиерот Христијан Мицковски оствари средба синоќа со еврокомесарката за проширување Марта Кос проти денешниот самит ЕУ Западен Балкан посветен на исполнувањето на реформската агенда од планот за раст на регионот. Во владиното соопштение се напоменува: на средбата се разговараше за европската перспектива на регионот со фокус на спроведувањето на реформите, реализацијата на планот за раст на Европската унија за Западен Балкан и за унапредување на соработката со европските институции. Премиерот Мицковски е истакна цврстата определба на владата за интеграција во Европската унија, достоинствено преку спроведување на суштински реформи во области на владењето на правото, економскиот развој и дигиталната трансформација. Еврокомесарката Кос ја поздрави реформската агенда на владата и ја потврди поддршката на Европската комисија за напредокот на регионот на европскиот пат. Премиерот нагласи дека средбата представува потврда за зголемената улога на државата во регионалните и европските процеси, како и признание за новата енергија со која владата ги води реформите и создава предвидлива и стабилна иднина за сите граѓани, се вели во соопштението од Илинденска. Инаку лидерската средба ЕУ Западен Балкан денеска е посветена на планот на раст, ќе почне во 9 часот и 30 минути со пристигнувањето на лидерите од Западен Балкан, а потоа воведни обраќање ќе има председателот на владата Христијан Мицковски и комесарката за проширување Марта Кос на почетокот на првиот панел посветен на планот за раст на Западен Балкан. Околу пладне е најавена и пресконференција, потоа и вториот панел посветен на конкретни механизми и поддршка за спроведување на планот за раст. Европските средства за раст не се подзакана, иако реализацијата на реформите е пониска во споредба од пред половина година, смета министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Говорејќи за бугарското вето, Муртезани вели дека владата се обидува да спречи билатерализација на прашањата поврзани со Бугарија. Според него не смее да се дозволи унилатерален став на Софија да стане став и на Европската унија. Во јуни 2026 ќе бидат под ризик, бидејќи тогаш ќе ги изгубиме средствата. До тогаш средствата ќе не бидат на располагање. Откако ќе помине формално извештајот и ќе имаме појасна слика, ние со премиерот на тематски седници редовно го следиме процесот на имплементација, ќе видиме кои се причините, ако е нешто каде што може владата да интервенира, да се забрза, секако дека тоа ќе го направиме. Прво да видиме што ќе се постигне, за тоа што нема да се постигне, кои се причините, и после секако доколку доаѓа до губење на средствата, секако дека ќе видиме што може да се. Ние сметаме дека за сите тие документи, кои што дел се од преговарачката рамка, дел не се, со тргање на диоптријата на билатерализација, може да се најде начин ние да се движиме напред. Меѓутоа, ако се инсистира на сите тие документи да се гледа исклучиво од билатерална диоптрија, тогаш мислам дека ќе останеме блокирани понатаму. Лидерот на СДСМ Филип Шаја повика власта заедно да поддржат неутрален став за македонскиот јазик и идентитет. Вели дека средбите во Берлин ги искористил за да лобира против придавката современ, но смета дека во извештајот не треба да стои ниту придавката вековен. Според лидерот на СДСМ, извештајот за напредокот на Македонија и известувачот се историски најслаб извештај на Европската унија, кој ја потврдува дека заложбите за членство во унијата на ВМРО ДПМН се само декларативни. Јас го дадов својот максимум, таму се сретнав со сите можни европарламентарци кои што беа присутни, имаше и гости во Берлин, значи не беа тоа само од СДП, од Германија. Се надевам дека ќе има резултат, но сите констатираат една работа, дека таквите додавки на македонскиот јазик доаѓаат како резултат на провокациите кои што доаѓаат од нашата влада. Тоа е сериозно влошување на нашата положба во Европската унија. И сега сакам да упатам уште една директна порака. Сакам да апелирам до ВМРО ДПМН заеднички да лобираме тоа да не се случи. Да нема таков амандман во Европскиот парламент. Да помине неутралната дефиниција македонски јазик без никакви додавки. Ова говорат сите факти во однос на реформите за кои не се задолжени ниту Бугарија, ниту Грција, туку самата влада. Најпрво, реформската агенда, степенот на реализација, укажува дека
исклучиво поради неспособноста на владата, повеќе од 43 милиони евра се практично неискористени. Истовремено, владата не го оправдува, ниту го става во функција авансот од 52 милиони евра од планот за раст на Европската унија. По 9 години изградба пуштен во употреба експресниот пат Фариш-Дреново со должина од 10,2 км инвестиција изнесува 45 милиони евра, а средствата се обезбедени од ЕБОР. Со новиот експресен пат сега патувањето од Прилеп до Скопје ќе трае во просек 1 час и 20 минути. Дојде време кога државата не е банкомат за моќници, туку мотор на развојот. Дојде време кога проектите не се рекламираат на хартија, туку се градат на терен. Дојде време кога парите од граѓаните се враќаат назад кај граѓаните преку проекти, патишта, училишта, фабрики. Гледано како подвиг, после автопатот Охрид-Кичево, ова е дефинитивно најсложениот подвиг кој што беше за решавање. Тунелите позади нас и планината позади нив беа навистина голем предизвик. Буквално планина се помести за да се изгради овој експресен пат и да е безбеден, што е многу значајно. Бидејќи со изградбата на овој пат ќе се зголеми развојот на овој регион, ќе се зголеми туризмот, земјоделието, а според мене мислам дека ќе се намали и иселувањето од овој регион. Министерот за транспорт добил уверување од бугарскиот колега дека Софија ќе пренамени средства и ќе го продолжи проектот за изградба на брза пруга до границата со Македонија. А преку европските фондови, двете земји ќе аплицираат за изградба на заедничкиот тунел. Николовски, кој гостуваше во дневникот на Сител во тема на денот, обелодени дека и Грција паралелно ќе гради брза пруга до македонската граница за да се реализира идејата за брза пруга од Атина преку Скопје, Белград, Будимпешта до Виена. Смислата на овој проект е само доколку се поврзе Грција, Македонија, Србија, Унгарија и Австрија. Ние минатата година имавме закажано и подпишување на меморандум помеѓу петте држави. За жал се случи она што се случи во Нови Сад, тоа се случи само неколку дена пред закажаниот датум и се откажа целата церемонија, но не запираат активностите. Можам да најавам дека очекувам во текот на месец јули да имам средби со представници на грчката влада, ресорните министри и соодветни други институции на кои што детално ќе зборуваме за проектот. Она што охрабрува е дека Грција алоцираше некаде околу 640 милиони евра за целосна рехабилитација на пругата од Атина до Солун. Таа е веќе брза, е со 200 км на час, со 120 км на час карго сообраќај и е двоколосечна и оди некаде до 20 км северно од Солун. Тоа што останува се 50 км од тука до Гевгелија. Гевгелија Солун е 70 нешто километри, но остануваат овие 50, за кои што иницијалната информација е дека веднаш што ние почнеме да градиме на наша страна, ќе почнат и тие да градат на своја страна, односно дека ќе имаме двоколосечна пруга која што ќе оди од Скопје преку Велес, Гевгелија, Солун до Атина. За градот на вестите и посетување дека поради одржувањето на лидерската средба денеска во Скопје ќе биде воведен посебен сообраќајен режим во проширокото централно градско подрачје. Од Министерството за внатрешни работи апелираат учесниците во сообраќајот да ги почитуваат наредбите на полициските службеници. Со ова ги завршуваме